Благодарам. Само кратко би сакала да кажам мое мислење. Особено ми значи оваа сфера и од таа причина така со внимание и учествувам и давам мои коментари. Исто така го поддржувам овој предлог на закон. Особено е значајно да им се даде поддршка на колегите, да се регулира во рамките на работните односи начинот на кој што тие ќе стапат во пензија и обврските на кои што ќе треба да си ги завршат во рамките на институциите во кои што работат како високо стручен образован кадар. Има некои работи кои што можеби и како фела помалку ги владееме, има и нешто што се вика common law или нешто што е пракса, а истата се третира во било која друга наставно-научна институција. Например, имаме почитувани професори универзитетски кои од Република Македонија, кои се емеритуси, кои што се почесни професори на други универзитети. Имаме многу почитувани наши колеги кои дојдоа од Холандија, Франција, Велика Британија, Америка. Повеќето за среќа се вработени во неколку универзитети во Република Македонија, но кај сите евидентно беше дека без оглед дали биле фул професорс или редовни професори или се вонредни професори, сите има стартување одново во универзитетската институција во која што пристапува. Значи, тоа е една пракса која не влегува во рамките на законот, туку се уредува со автономијата на универзитетите и запаѓа во уредувањето на правилниците со кои што функционира секоја една факултетска единица или институт. Оттаму, за да не настане збрка во јавноста, секоја титула во Република Македонија која што го добива највисокото признание, а тоа е магистар на науки, доктор на науки, има секако тежина и се вреднува квантитативно во овој систем, но исто така и на истото делуваат и други прилики, и тоа сакам да го знаеме сите, значи да нема нејасноти. На што мислам? Мислам на работната биографија, на остварените достигнувања, на личните ангажмани, на академскиот опус, значи севкупно на едукативниот процес, на периодот на учество во образовен процес и така натаму. Сето тоа вкупно ја градира една индивидуа, еден кадар, за тоа колку поени ќе има според квантитативната скала и на која позиција ќе се позиционира или ќе аплицира и ќе сака да влезе во системот на прифаќање во таа една одредена работна заедница. Рековме и на почетокот и на претходната седница, ќе повторам уште еднаш, ви благодарам и на вас за разбирањето, да отвориме простор, да можеме да дискутираме и да изнаоѓаме соодветни решенија. Секако ова е жива материја, жива сфера, многу значајна. Без образование нема иднина, без добро подготвени професори, наставен кадар нема можност за развој на општеството. Плурализмот и се што може да се добие од секој едно искуство, од секоја една индивидуа во академската заедница, па и оние негативните се за некаква ука во индивидуалниот развој на идните поколенија. Ви благодарам.